И ете така последно милион емисии за мажите и за жените, од кои 99,9% биле за жените и за тоа како ние не можеме да сватиме одредени работи кај ни. Ајде реков ќе направиме на 2 епизоди за мажите по нарачка пак, ама добро. Рек за да објаснам како функционираат мажите, па можда жените ќе сватат, пошто ние очигледно немаме да сватиме. Значи 1-2 епизоди бе. Абе уште не клаено краткото на TikTok одма имаш коментар. Оти жените да пробват да сватат, оти не сватат мажите, еднаш нека не сватат нас жените. Па пробваме. Чупе како да ти кажам, еве пробваме цел век. Да речиш еден не пробва не сваќа, не, никој не ги сваќа. Дури и жените сами не се сваќат по некоја шарна, ама ете, тоа е што да правим. И не се фаќа и одма запиштол море. Еднаш реков нешто да ме како да ги сватиш мажите, во смисла на кој начин ние функционираме. Не дека сакав да ги натерам жените, мора да ги сватите, ма не, така си го сватија ти. Значи одма коментар, оти да ги свати, не ги сваќајте море, не мора не сваќаат. Никој никого не тера на ништо да си правиме муаве. Што ќе беше тоа народ со мувата на капа, страшна работа. И затоа денес решив доста од тие теми. Сам има уште многу што да се збора, нормално. Ама пошто очигледно нема лезет барем за сега, ќе ги оставиме нека одморат малце, па потаму некојаш може да ги продолжи. А за денес имаме една многу убава тема, што ме мачи онака на секое патување кога ќе на кај Скопје, речи. И за која стално си велам ќе зборам кога се вратам, ама стално имам нешто попаметно за правење, па заборавам. И овај пат немам ништо попаметно за правење. Така што спремајте се да маниме на шпица и да видиме да разјасниме некои работи, пошто некако наоштрен сум денес. Спремни? Ајде бате, пуштај. Добро е вие камиони што возите, со честни исклучоци нормално. Кој ве има учено вака бистри деца да бидите по патиштата? Не бе не, чисто така ме интересира. Сакам да знам кој ве има учено вака бистри да бидите по патиштата, до ме на рака да му пуштам, му речам алал да ти еба. Како ги имаш научено, тоа е нешто за мера. Вие имате малце така. Малце бе сваќаш, не бараме многу. Тие возачките што ги имате, со кило кебапи ги имате земено, не ми е јасно. Пак ќе речам со честни исклучоци. Ама ова што се дешава моментално во државата, што прво и основно не знам од кај се накотија толку камиони, во веко немам видено толку камиони. Ама нема тргнување да тргниш на кај Скопје да речим и да не заглавиш попат, па што сака нека е бе. Се ќе речиш добро бе, нормално, ајде камион негде ќе причекаш, потаму кај што има простор ќе претицаш. Ќе претицаш ако е камион. Ама обично не е камион. Обично се камиони. Земат бистрите деца се редат 6 души еден за друг камиони, иако законот вели нешто друго, ама кој те праша така законот, кој го тркал? Законот е за ситни души низ град да го казнат нешто, застана, ти реков ми рече. Законот за големи луѓе. Ама ти се бола, треба си голем човек камион да вози. И тие ќе се наредат, ќе се наредат 6 души. Заднив ќе се напре колона уште 200 души. И терајте бате 20-30 попи. Шо има врска? Ама пати кај се врат. И сега знаејќи го ова тргам сад време порано од тоа што обично тргам за стигнам Скопје да речиме. И па на крајот треба јас да брзам. Јас да си го ризикувам животот што се вели. Оти господата неќе основно правило да испочитува. Добро ги знаете правилата на патовие. То растојанието од 100 метри таму за кој е клаено? За мене? Ами клаено е затоа што тоа е кај нас патиштата, тие се мора да има растојание за да може да движи сообраќајот. Сам јас разбирам дека е тешка работа возењето камион. Не е лесно уопште, разбирам. Се е тоа во ред, ма то не видава право да се понашате како господа сте по патно море. Тоа што ве пушта некој ужива, имам човек, јас ке средиме, терајте таму. То не значи дека треба да се понашате така како што се понашате. И се пошто ќе осватите ова лично и ќе земите мене ќе ме напаѓате. Не го зборам ова заради тоа што јас требало брзам негде. Јас ќе си најдам начин, ќе си стигнам кај што треба, не е проблем. Проблемот е што не се сите трпеливи како мен. Да не речам скоро никој не. И земат луѓе колона од 200 коли, а претицват, на кривини претицват, прат перенди, прекршоци. Не дај Боже кузен што беля ќе напрат, оти му текнало на господата 6 души еден зад друг да вози. И се ќе речи некој можда не знам тоа вие заднив кај да го следат првиот. Да бе, пошто лето 87 е ова, не постои GPS. Макар што тогаш писмени биле возачите, карта да види еднаш и знај кај оди. Додуше има и денес камионџи што знаат кај возат, што си возат по пропис. Не се сите исти во никој случај. Ама од 100 камиони што ги видам денес пример на пато, еден ќе вози во растојание што треба, максимум 20. Значи 98-99% возат грешки. И за пошто стално правиме некои споредби, некои паралели со Германија да речи. Има причина зошто е тоа така. Пошто законите на германецот
му се смислен. Го имаме овој претходно кажано, нема таму само казна за брзо возење. Има казна и за бавно возење, пошто го нервираш со брат, ги нервираш сите околу тебе, ги тераш да прават прекршоци, значи ти си крив. Сами тие се криви, ама и ти си крив. Добро, ептен македонски звучеше, пошто само во Македонија може кој се деси нешто, двајцата да бидат криви, ама нема врска. Истото важи и за други вакви работи во собраќање. Значи крајно време е да свати народот дека кога ќе влези зад волан, без разлика во какво возило е, не сте само вие на патот. Има милион луѓе денес што треба да стигнат негде. И сите треба стигнат на културен начин како што треба, сигурни. Јас разбирам дека ова е поднебје на имам човек ке средиме и на законот е направен за да се прекрши и така натаму. Значи разбирам, ворете, пите по едно и уживајте малце, олавајте со тие најглупи фори на светот. Ама како и да е, никој не е должен да трпи заради некој друг, без разлика која е ситуација. И што е уште појако во цела приказа. Значи ќе ги видиш 6 камиони и уште 6-7 возила задни в колона, така. Са без разлика ли си прв или последен, не претицва тој што е прв кога ќе се отвори шанса, туку претицва тој што е најнестрплив. Евентуално некој со БМВ ако има, или ако е негде во кривина, евентуално некој од Скопје може да види. Ама како и да е, ќе терате вие сати улај задни вдур да стигнеш да ги поминиш и ќе се отвори пат. Негде испрекината линија ќе поминиш. И си викаш фала Богу, ајде, се отвори пато, ќе стигнам, не морам да брзам таман. Уживај ватуле, нема проблем за тебе. Ви текнува пред 2 минути шо рекол, дека од 100 камиони максимум 20 возат на нормално растојание. Па 500 метри подолу по пату имаш 4 камиони еден зад друг бат. И истата колона заднив ако не уше некој во меѓувреме. И така после продолжуваш таа процедура уше сати ула. И ќе поминиш и ќе излезиш на автопат, ќе речиш ајде бидна работата добро. И тераш по автопато и гледаш напред неколку камиони наредени, си даваш лев жмигавец, си викаш еве таман ќе си поминам се. Уживај ватуле, нема проблем за те, ама никаков проблем нема. Последниот камион мава лев жмигавец и пред тебе влегва претицва и претицва 2 дена. Не можеш да претицваш камиони, море. Немам да разберам. Ако ограничење 80 или 90, максимум што возат тие бавно е 60, нема ти смени ништо во веку. Значи сваќам дека имате работа, сваќам дека секој сака да се заврши работата, ама и јас сакам, сите сакат на пато. И сега јас залетан од оздола треба да застанвам, оти господино Госпо Бог на пато реши камионите да ги претицва 2 дена. Извини молим, извини како смеам со мојата маленкост така да речам нешто, тоа е нешто страшно. Као иде свето, море. Луѓето во свето што не прат, што не измислуваат, море патишта со соларна енергија, со не знам каква, со ова, со она, што не ги направат. Ние овде уште се објаснуваме за правилата основни. Рачунај дека 99,9% од народот мисли дека тие правилата се направени за вака да ги заробат, за да ги казнат. Се направени за да има некој ред. Аман пати кој видел ред од правила? Така е редо Германија пример што го има редо е така, не е од правила тој направи. И се одма ќе се дај некој што има работено 2 месеци 3 Германија. Не е така Германија, Боге кој што мислите. Добро ватуле, уреду е и со тебе. Значи знаеме сите имаме поработено по малце пространство во ред. И то може да има луѓе некои избеглици чуда што не почитуваат правила за сега. Ама ти кога ги си таму почитуваш, така? Оти ако не почитуваш се знај боли џебо. Ако ќе дојдеш овде не ти се почитува некако, така? Оти имаме човек, ќе средиме работа, не е проблем. Тоа е, од тоа си патиме овде. И на крајот видеото сакам да ги поздравам тие совесни граѓани, возачи без разлика и камионџи и не камионџи сите, што си возат како што треба, што си внимават на себе и на сите останати во собраќање, не се понашат како само тие да се по патиштата. Многу малце ги има, затоа сакам да ги поздравам. Со надеж дека овие другите што мислат дека со глупости по патиштата се нешто појќе од другиот народ, дека ќе се освестат со тек на време и дека ќе најдат некој друг начин како да си ги искажуваат своите манири, да речи. Да не велиме комплекси, пошто никој нема комплекси у Македонија, кој има комплекси. Ти се мола. И мислам дека доста е за денес. Малце насила му влеговме ко за сончево време, ама добро, не и себе. Како рековме, некојаш мора и такви муавети да се прават. Мислам ако одговара. Ако не одговара, кој те праша, така? Така. Ај се имајте убав ден. Поздрав и се гледаме следна епизода. Чао!